Пеколна недела во регионот ни следуваат температури над 40 степени. Подрачјето на нашата земја се наоѓа под влијание на сува и многу топла воздушна маса, што условува да имаме многу високи максимални температури за овој период од годината. До средината на наредната недела се очекува сончево и многу топло време без позначителни промени во температурата, која што ќе биде околу 40 степен, со што е дефинирана и протоколната фаза од метеоалармот. Индексот во сите денови ќе има многу висока вредност 9. Волку Жешко не е добро за никој, а особено на ризик се хронично болните. Терапија е леко и прво влошување на состојбата и чувство на влошување, јавување кај матичните лекари за да евентуално се пресретнат компликациите од ваквото тешко време. Ова тешко време е тешко за хроничните болни и оние кризните тешко болни може да ги однесе кон фатален крај. Оние кои водат сметка за сопственото здравје, ризикот го знаат, па на изгор температури се однесуваат одговорно. Не случајно и наочари носам и шешир од одамна и така. Дека треба да завршам некоја работа, тоа сепак во предподневните часови, никако после 11-12. Иначе до 10 некој може и така, али после 10 сато малку водовина. Ладна вода. Ладна вода и сладолед. Внесувам течности, кој Жешко избегнувам секој. После навечер спаднеме си и тоа е. Туширање, што повише сокови, вода и така. Најдобар лек за брзо разладување е водата, но сепак и со нејзиното трошење не треба да се претерува. Во моментов општините од истокот трошат над 1200 литри во секунда вода за пиење, што во услови на долготрајна суша е многу. И покрај тоа што има доволно количини на вода, апел до граѓаните за рационално користење на водата. Според најавите на синоптичарите, најмалку до средината на август ќе имаме пекол жешко време. Оние што токму во овој период од годината отидоа на одмор, си направија најдобро, останатите ќе се снаоѓаат секој на свој начин.